Почитувани, деновиве го прославуваме нашиот најголем празник, Христовото воскресение или Великден. Од Великден до празникот на Вознесението на Господ Исус Христос Спасовден, ние христијаните се поздравуваме со поздравот Христос воскресе, а одговараме на вистина воскресе. Великден е празник над сите празници и е темелот на христијанската вера. Ако Христос не воскреснал, тогаш празна е нашата проповед, празна е и нашата вера, вели светиот апостол Павле во посланието до Коринтијаните. Освен тоа, воскресението Христово е најважниот настан во историјата на светот, чии плодови и благодети ги чувствуваме и уживаме и ние денешните христијани, и така ќе биде се до свршетокот на светот. Кулминацијата на страдалната седмица во Ерусалим беше воскресението, и тоа им даде силна надеж не само на апостолите, туку и на милиони Христови следбеници широм светот низ вековите. Оти верата во Христовото воскресение е основата за верата во воскресението и на умрените. Зошто Христовото воскресение е важно? Воскресението е вистински настан кој се случил пред 2000 години. Тоа не беше привидение, ниту измислен настан, туку проверена вистина од апостолите, а потоа и од мноштво луѓе на кои Христос им се јавил. Најпрво апостолите се сомневале во зборовите на Марија Магдалена, кога таа им рекала дека го нема телото Христово, дека тој воскреснал, па затоа истрчале да проверат во гробот каде што било положено телото негово. Од сите сомневања, особено внимание привлекува сомневањето на светиот апостол Тома, кој не сакал да поверува додека не ги допрел раните на телото негово. Нивното сомневање не е само заради нив, туку и заради нас. Преку воскресението Христово ние се оправдуваме пред Бога, вели светиот апостол Павле во посланието до римјаните. Христос беше предаден и претрпе крстна смрт за нас луѓето и заради нашите гревови и за наше спасение. Всушност, целта и смислата на неговото доаѓање на земјата беше избавување на луѓето од гревот и упатување кон спасението. Зошто синот човечки не дојде да му служат, но да послужи и да ја даде душата своја за откуп на мнозина, пишува евангелистот Марко. Исто така, во символот на верата, член 3, читаме: заради нас луѓето и заради нашето спасение, човекот поради паѓање во грев отпадна од Бога и така се најде во безизлезна состојба и кошмар. Гревот е прекршување на волјата Божја и поради тоа човекот се одвои од Бога и го прекина правилниот однос кон него, вели светиот апостол Павле. Ние некогаш бевме неразумни, непокорни, заблудени, бевме робови на гревот, живеевме за злоба и завист, се мразевме еден со друг. Затоа Христос дојде жртвувајќи се себе си, како откуп за гревовите наши, сакајќи да не оправда пред Бога, вели апостол Павле. Зборот оправдување значи да се исправи, да се поправи направената човечка грешка. Зошто Христос се јави како искупител за нашите гревови? За да се поправи грешната состојба на човекот, а со тоа и нашиот однос кон Бога. Неопходно беше да се вклучи некој кој е над нас, за да можеме да бидеме оправдани, зашто оној кој не знаеше за грев, он за нас се жртвуваше, та преку него да станеме правда Божја, вели апостолот Павле. Така, преку воскресението Бог потврдува дека ја прифатил Христовата жртва и ни овозможува правилен однос со него. Победа над смртта.
Втор важен момент е победата над смртта. Во тропарот за Великден пееме: Христос воскресна од мртвите, со смртта смртта ја победи и на тие во гробовите живот им дарува. Смртта е најголемиот непријател на човекот. Таа е казна за нашите гревови, вели свети апостол Павле. Кога Адам и Ева сгрешија, добија заслужена казна и станаа смртни. Затоа ќе речеме дека смртта постои откако постои човекот. Таа сигурно ќе настапи во еден момент. Било каков отпор да даваме или без разлика колково богатство да имаме, од нејзините канџи не ќе можеме да се откинеме. Но со воскресението Христос ја победи смртта. Он се ослободи од смртта и воскресна затоа што таа повеќе немаше сила, па ниту моќ да го задржи. Он се покажа посилен од неа. Затоа свети апостол Павле ќе извика: смрт, каде ти е осилото? Пеколу, каде ти е победата? Осилото на смртта е гревот, а силата на гревот е законот Божи, вели апостолот Павле. Објективно преку страдањето на крстот, Христос не ослободи од гревот, а со воскресението ја победи смртта и ни даде можност за вечен живот со Бога. Некој ќе праша: како да веруваме во победата над смртта, кога таа се уште постои? Да, точно е дека смртта постои, но таа повеќе не е проклетство или казна како што беше за прародителите Адам и Ева, туку е привремена и преодна појава. Нашето умирање е заради тоа што го очекуваме општото воскресение, вели во Евангелието свети Јован. Сепак, тоа е голема разлика. Обединување со Христа. Верувајќи во Христа, ние се обединуваме и се соединуваме со Него. Како? Свети апостол Павле одговара: знаејќи дека оној кој го воскресна Господа Исуса и нас ќе не воскресне преку Исуса и ќе не постави со вас. Или уште истиот апостол Павле вели: Бог и Господ го воскресна и нас ќе не воскресна со силата своја. Соединување со Христа значи Бог се грижи за нас и не ја гледа нашата неправедност и грешност, туку него Христовата праведност и искупување. Преку нашата смрт и воскресението ние умираме во Христа, а потоа живееме со Него. Знаејќи оти Христос, откако воскресна од мртвите, нема веќе да умира, смртта нема веќе власт над Него. Така нашето обединување во Христа е овозможено преку воскресението Негово. Оттаму ќе речеме: Неговото воскресение е и наше воскресение, и Неговиот живот е и наш живот. Ние нема да останеме во смртта, туку веруваме дека со Него ќе живееме во вечниот живот. После воскресението ние сме едно со Христа. Он е глава на телото, односно на црквата. Како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Отецот, така и нам ни е овозможено да одиме во обновен живот со Христа, вели апостолот Павле. Оваа идеја најдобро е прикажана во крштевањето, кое пак е физичка демонстрација на оваа духовна реалност на нашето раѓање, умирање и воскресение со Него. Потврдување на Светото Писмо. Уште во Стариот Завет беше најавувано Христовото доаѓање на земјата за спасение на луѓето. Тоа е најдобро прикажано во книгата на праведниот Јов, потоа во Псалом 16, а особено во книгата на пророк Исаија, глава 53. Има и други примери кои пророкуваа за Христовото доаѓање и воскресение. Затоа ќе речеме дека Христовото доаѓање и воскресение не беше случаен настан, туку дејство кое што беше подготвувано уште од моментот на паѓањето на прародителите Адам и Ева во грев. Знам дека мојот искупител живее и дека најпосле ќе застане на земјата, вели праведниот Јов. Светиот апостол Лука зборува за свети пророк Давид кога вели: предвиде и кажа за воскресението на Христа
дека душата негова нема да се остави во пеколот и дека телото негово нема да види распаѓање. Дела апостолски. Нема да дозволиш твојот светец да види распаѓање, се вели во Делата апостолски глава 13. Целото Евангелие, Новиот Завет, зависи од воскресението Христово. Свети апостол Павле во првото послание до Коринтијаните, глава 15, зборува за воскресението и објаснува како целото христијанско Евангелие зависи од Христовото воскресение. Христовото воскресение не е привремен или еднократен настан, туку неговото значење има вечна важност. Ако во Христа имаме надеж само за овој живот, ние сме најголемите губитници од сите луѓе, вели свети апостол Павле во посланието до Коринтијаните. Воскресението не е само основен дел од Евангелието, туку е тоа лепилото што го држи заедно секој дел од Евангелието. Без воскресението животот на христијаните е безнадежен, безсмислен и залуден. Но бидејќи Христос воскресна од гробот, имаме надеж за прошка, за оправдување и за вечен живот во Христа. Исус Христос е Син Божји. Воскресението е најголемото чудо што се случило во историјата на човештвото. Чуда над сите чудеса. Чудата не се својствени на обичните луѓе, туку тие се случуваат по силата Божја. Сето она што Он го зборуваше за себе и сите зборови што ги изговори како поука за луѓето, не ќе има важност доколку Он останеше во гробот. Но тој случај, Он би бил како и јадници, проповедници, филозофи и учители, кои беа и отидоа пред Него, и јадници, научници и водачи кои дојдоа после Него. Но Христос навистина воскресна од мртвите и Неговото воскресение го докажува Неговиот статус како Син Божи. А Петар му одговори: Ти си Христос, Синот на живиот Бог, запишал евангелистот Матеј. Тоа е основата на која е основана Светата Црква, цврстата вера во Синот Божи. Христос беше посведочен како Син Божи во силата по духот на осветувањето преку воскресението од мртвите на Исуса Христа нашиот Господ, вели апостол Павле. Со ова апостол кажува дека Богочовекот Господ Исус Христос е основачот на христијанството и Он е неговата суштина, содржина и наш Спасител. Он е посведочен, односно признат како Син Божи во многу случаи уште од Стариот Завет. Потоа преку неговото надприродно доаѓање на земјата, потоа луѓето кои што го гледале и слушале, па се прашувале: кој е овој човек? Народот се чудеше на неговото учење, зашто он ги поучуваше како оној кој има власт, а не како книжниците. Најмногу меѓу народот се представил во силата по духот, како најголем лекар, исцелител, чудотворец и воскресител. Како Син Божи беше посведочен и при крштевањето на реката Јордан, беше исто така посведочен при преображението на Таворската гора. Ветувањето на Светиот Дух. После воскресението, Он се вознесе на небото и беше издигнат на почесното место од Бога Отца на десната страна и го прими ветувањето за испраќањето на Светиот Дух, кое ќе го продолжи Христовото дело на земјата. И така, Он, откако беше вознесен со десницата Божја и го прими Светиот Дух, ветен од Отецот, го излеа ова што вие го гледате и слушате, запишано во Делата апостолски. Ова значи дека Христовата земна служба над неговиот народ продолжува и денес преку Светиот Дух, кој ја раководи црквата. Кој е пак тело Христово? Ова исто така значи дека Христос ќе му помогне на својот народ со духот, зајакнувајќи ги, убедувајќи ги и водејќи ги во животот што Бог го посакува. Воскресението е жива надеж за нас христијаните. Благословен е Бог и Отец на нашиот Господ Исус Христос,
кој во својата голема милост не прероди преку воскресението на Исуса Христа од мртвите за жива надеж, за наследство што не пропаѓа, кое не свенува, запазено на небесата за вас, запишал апостолот Петар. Простувањето на гревот и оправдувањето пред Бога им дава на христијаните огромна надеж. Христијаните се сменети од непријатели за Бога, врзани за пеколот, во пријатели и чеда Божи, на кои заради вечно наследство на рајот, а преку покаяние, се ќе им биде простено и кое никогаш нема да им биде одземено. Вие сте ми пријатели, ако го вршите она што ви го заповедам јас. Не ве нарекувам слуги, зашто слугата не знае што работи господарот. Туку ве викам пријатели, оти ви кажав се што сум чул од мојот Отец, вели Господ Христос. Има ли поубава вест и поголемо достоинство за наш луѓето од оваа? Христовото воскресение е и наше воскресение. Христос е опишан како прв плод на воскресението од мртвите, што значи дека неговото воскресение е предходник на воскресението што ќе го доживеат сите верници при свршетокот на светот, вели апостолот Павле. Зашто, како што преку човек дојде смртта, напишал апостолот Павле, од човек дојде воскресението на мртвите, зашто како што во Адам сите умираат, така и во Христа сите ќе оживеат. Верниците во Христа Исуса ќе оживеат во воскресението еднакво со Христа, но со прославени тела, воскреснати со Божја сила и моќ. Можеме да страдаме во овој живот со болки и болести, но нема да страдаме во идниот живот. Секое земно страдање има рок на траење, но задоволствата на небото никогаш нема да завршат. Воскреснатиот Христос најправедно ќе му суди на светот. Во символот на верата, член 7 читаме: и пак ќе дојде со слава, за да им суди на живите и мртвите. Повторното доаѓање на земјата ќе се случи при свршетокот на светот. Првиот пат Христос дојде понизно и скромно, но вториот пат ќе дојде со сета негова слава како судија и ќе им суди на луѓето за нивните дела. Природно е Бог како создател на светот да биде и судија. Како создател нам ни даде живот, како спасител не избави од гревот, а како судија ќе проценува колку сме ги користеле средствата на спасението. Бог ги занемарил времењата на гревот и незнаењето и ни простил, но сега ни заповеда сите ние, било каде да живееме, најпрво да се покаеме, бидејќи одредил ден во кој праведно ќе му суди на светот преку човек што он го одредил, и затоа им даде уверување на сите со тоа што го воскресна од мртвите, запишано во делата апостолски. Секој човек што живел на земјата ќе излезе на судот Божи и ќе одговара пред Бога за она што го направил. Неверниците ќе одговараат за кршење на Божиот закон и ќе се соочат со вечна осуда, со пекол. Бог ќе ги повика верниците и за нивните добри дела ќе ги награди во вечниот живот, рајот. Како потврда за оваа вистина е законот што Бог го дал на луѓето за воскресението на Исуса Христа од мртвите. За сите оние кои не веруваат во Исуса Христа, оваа пресуда треба да предизвика огромен страв, оти ќе се соочат со Божиот гнев и ќе трпат вечни маки. Како во вечниот блажен живот? Како до вечниот блажен живот? Неопходно е да се знае дека вечниот блажен живот треба да се заслужи, и тоа исклучиво преку верувањето во Исуса Христа и одвраќање од гревот. Верувањето во Христа е тоа што ги прави наши сите придобивки од воскресението. Да се продолжи во неверувањето е собствен избор, но треба да се знае и да сме крајно свесни дека тогаш доброволно остануваме во Божиот гнев. На крајот ќе завршиме со зборовите од Евангелието. Јас сум воскресението и животот, кој верува во мене и да умре ќе живее. И секој што живее и верува во мене нема да умре довека. Запишано во евангелистот Јован.
Нам ни останува силно да веруваме во овие зборови дека сето ова ќе се исполни. Христос воскресна, навистина воскресна.